Владимир Милчин најави покренување на тужба пред надлежниот управен суд и кривична пријава против, како што вели председателот со изминат мандат Томе Аџиев, но и против сите оние кои наседнале или намерно досието Мишо го поистоветиле со досието Драматург. Решението на комисијата нема многу детално да го коментирам, бидејќи го сметам за куп смрдливи лаги. Буквално така. Куп смрдливи лаги. Тоа подоцна ќе ви аргументирам со некои документи. Што всушност произлегува од сето ова? Од она што го има објавено, како и од она што го нема објавено на веб страницата, можам да заклучам дека лицето Томе Аџиев, кој бесправно раководи со Комисијата за верификација, е всушност кодаш, кој безсрамно и бескрупулозно ги спроведува барањата на своите налогодавци, да се искомпрометираат и така се надеваат тие, да се замолчат оние кои на глас спорат со нив. Ова што Аџиев го прогласува за доказ, според Милчин, се куп полуписмени белешки. Аџиев вели го крие документот со кој 4 служби потврдиле дека тој не е ниту соработник, ниту информатор. Аџиев вели не објавил белешка од времето под дерегистрацијата на Милчин од 1976 до август 1997 година дека е анархолиберал, либерал, опасен по системот и не сака да соработува со службите. Милчин појасни дека двете белешки, меѓу кои и оние за Мишо и за Ристо Шишков, се од поранешниот самостоен инспектор со иницијали СК. Вистинска цел на овој линч, според Милчин, е неговото компрометирање кој е трн во окото на овој режим. Тој кажа дека не му понудиле никогаш соработка, зашто најверојатно знаеле дека нема да ја прифати. Нема никаков документ дека тој прифатил било каква соработка со тајните служби или дека имал било каква полза од таа соработка. Милчин рече дека се уште живее во истиот стан кој го добил во наследство. И за Милчин, актуелниот не е ништо подобар од режимот кој му го полнел досието, го прислушувал, следел и му ги анализирал представите. Очигледно е дека лустрацијата треба, без оглед на цената што ќе се плати, да ја зацврсти власта, да го врти вниманието на народот од проблемите со кои се соочува. Лустрацијата е всушност еден вид арена. Личи на римските арени, во кои биле фрлани луѓето или да се истепат меѓусебно, или да бидат изедени од зверовите. Денес прашањето гласи: или ваквиот закон и ваквата комисија ќе бидат ставени ад акта, или ад акта ќе биде ставена државата која се вика Република Македонија. Управниот суд вели е тест кој следи. Милчин најави наскоро средба со новинарите на која ќе образложи кривичната пријава за, како што рече, председателот со изминат мандат на комисијата која божем верификува факти.